Денешната трибина беше посветена на учеството на Агенцијата за спорт и млади околу реализацијата на многобројните спортски објекти кои беа изградени на задоволство на плејадата млади спортисти. Директорот на агенцијата Маријан Спасевски нагласи дека се издвоени 96 милиони денари за спортски објекти во Штип, помеѓу кои се спортската сала Јордан Мијалков, потоа 4 тениски терени, 2 повеќе наменски игралишта, 1 фудбалско игралиште, како и поставување на вештачка трева на уште едно игралиште. Во едниот период, меѓу другото, ќе се посвети внимание и на изградбата на затворен олимписки базен со стандардни ватерполо димензии. Денеска нашата средба со спортистите и спортските работници ќе искористиме за дополнително информирање за овие мерки и сите оние бенефити кои што би можеле да ги имаат и индивидуалните спортисти, но и спортските клубови од овие мерки кои што ќе значат подобрување на спортските перформанси. Првата мерка се однесува на зголемување на буџетот на Агенцијата за млади спорт за финансирање и поддршка на олимписките спортови и олимписките спортски федерации и секако Македонскиот олимписки комитет, бидејќи како што знаете веќе се извршија измени во Законот за игрите на среќа и за забавните игри, каде што 3% од разликата помеѓу платата и исплатата во сите обложувалници во Република Македонија и 1,5% од разликата помеѓу платата и исплатата во автомат клубовите веќе се слеваат на сметката на Агенцијата за млади спорт и од 1 јануари 2017 година очекуваме некаде на годишна основа околу 1,5 милион евра дополнителни средства кои што можат подоцна да бидат трансферирани во олимписките спортови. Втората мерка која што сметам дека е една од позначајните кои што директно ќе влие во подобрување на условите за работа на спортските клубови и на индивидуалните спортисти е мерката за одредени даночни олеснувања и поттикнување на компаниите кои што сакаат да вложат во спортот. Имено законските измени во делот на Законот за данок на добивка и Законот за спорт веќе ја поминаа собраниската процедура. Агенцијата за млади спорт во моментов ги изработува подзаконските акти и истите ќе стапат на сила од 1 јануари 2017 година. Учество на денешната трибина зедоа и Никола Мицевски и Трајче Димков, кои како пратеници имаа и те како активно учество во донесувањето на многобројните закони поврзани со спортот.